Почитувани прилепчани, драги пријатели. Денес сме тука во градот Херој, одбележувајќи го денот на победата над фашизмот и денот на Европа, и не случајно токму прилепе местото каде го паметиме и се заблагодаруваме на почетокот на народно-ослободителното движење и народно-ослободителната борба. Нашата борба за слобода не е никаков изолиран случај, туку континуиран процес на неколку илиндени. 9. мај немаше да се случи ако претходно не беше 11. октомври, неколку години порано, а денес седиме овде наспроти плочите каде што се исклесани имињата на 462 партизани од народно-ослободителната борба од Прилеп и околината, кои ги дале своите животи за оваа наша денешна слобода и држава. Имињата на овие луѓе не треба никогаш да ги заборавиме, бидејќи буквите на нивните имиња се испишани со паднатата крв за нашата слобода и нашата заедничка иднина. Ете толку е скапа нашата слобода и државата која што е спечалена со крв, пот и страдање. Ова не треба да се заборави никогаш и слава им на хероите. Треба секој од нас да е свесен дека единствен народ на Балканот, кој што своја државност стекнал преку народно-ослободителната борба без европски или светски спонзори, е токму македонскиот народ и оваа држава која што ние живееме. Почитувани пријатели, ние како македонци имаме не само право, туку и должност, обврска да ги чествуваме овие денови паметници, затоа што и нашата Македонија покажа пркосна жиловост и борба во едни тешки времиња. И најважно, да не заборавиме, најважно од све беше на вистинската страна во народно-ослободителната борба. Во борбата против фашизмот, во мигови кога многу други народи и држави од соседството и од Европа не беа. Од тука денес ние како земја, како Македонија го имаме легитимното и полно право да се повикуваме на нашето наследство, но и придонес во градењето на слободарска Европа. Затоа што нивната слобода е и наша слобода. Затоа што и нашата крв го полеваше темелот на заедничката слобода. Нашите предци не посрамотија и беа на вистинската страна. Прашање е дали денешната власт го чува тоа наследство и не ги посрамотува нашите предци. Одговорот го добиваме кога премиерот во името на некакво пријателство вели дека тука имало администрација, а не фашистички окупатор, што самото по себе е тешка небулоза и невистина. И тоа е дотолку страшно зашто се вика брутално сурово убиство на вистината. Од друга страна, премиерот на нашиот источен сосед, оној нели кој Заев го вика брат, ке рече Делчев бил бугарски револуционер, а македонски војвода. Ваков оксиморон, ваква противречност во една реченица не е возможна. И не е страшно во тоа што тие веруваат. Може да веруваат во што сакаат. Лошото е што нашите македонски власти молчат. Веќе жал ме фаќа и јавно е за гледање она нивно препелкање на премиерот и сите министри до еден кога ќе треба да честитаат некако важен јубилеј или празник, успех на фудбалската или ракометната репрезентација или да се одбележи некој ден 4. мај, 8. септември, 11. октомври. А сигурно и денес на 9. мај тоа ќе се случи. Ќе се изнапишат статуси, ќе се смислат 300 варијации само да не го споменат името Македонија. Бегаат од него, срамежливо ќе асоцираат како да сме безимени. Од новото име се срамат, а Македонија не ја ни пишуваат. Тука ќе им го видите нивниот ум и нивното отсуство на кичма. Работите мора да се гледаат реално и да се кажуваат такви какви што се, без додавања точки или запирки. Денеска требаше да биде 3-та година од како Зоран Заев го прослави добивањето на датум и почеток на преговори. Сигурно ја паметите она фотографија сликани во Владиниот авион. Но 4 години не мрнаа ни милиметар напред. А ние 30 години, 30 долги години и мачни, само правиме отстапки.
променивме знаме, устав во повеќе наврати. Добивме пресуда на Меѓународниот суд во Хаг, па не убедуваа дека тоа била цената на геостратегијата и силата на посилниот. Заев го промени уставното име и уште еднаш го промени уставот. Потпише договор со Бугарија кој го нарече договор за добрососедство и се фалеше дека ги затворил сите отворени прашања. И што добивме? Од Европа добивме само тапкање по рамо, ветување и нов услов за напредок на патот кон Европската Унија. Сега наместо почеток на преговорите, условот е да признаеме дека пред 2 август 1944 година сме биле бугари, дека нашиот јазик бил бугарски, дека сите оние линденци кои што со крв ја пролеа македонската земја за независна македонска држава во срцето на Балканот не биле македонци, туку биле бугарски војводи. Тоа е новиот услов кој што ние треба да го прифатиме. Во 21. век, ние денеска, според Заев, за да почнеме преговори, треба да решуваме прашање од 19. век. Да бркаме во нашите корени и да ја чепкаме крвта и коските на оние кои што животот го положија за независна, суверена Македонија. Дали тоа е реалноста во која што сакаме да живееме? А каква е оваа наша денешна сурова реалност? Оваа наша денесна сурова реалност е што и по тоа што требаше да бидеме барем први, според бројот на вакцините, ние денеска сме последни. Последни ги добивме вакцините. И проблемот е што власта повторно се однесува на истиот начин со кој што претходно ние не добивме ништо. И ова треба да се каже. А Заев, ако мисли дека таквата понизност е цената која мора да ја плати, за да Европската Унија му прогледа низ прсти за неговиот криминал овде и да се однесува по принципот ќе бидам сервилен, ама барем ќе ми прогледуваат низ далечен двоглед за кражбата на избори и бруталниот криминал во кој оваа влада е потпрена, што и гласно низ кулуарите го говори Загреб, представува политички одетизам и лага, бидејќи ниту Европа веќе му молчи за криминалиите, ниту оваа власт може повеќе да си го купува мандатот со својата сервилност преку која тие ќе ги полнат џебовите, а народот ќе страда. Европската Унија треба да биде погласна за криминалиите кои ги прави оваа влада и за грешните политики кои земјата ја туркаат во бездна. Затоа што нашата европска иднина се загрозува со секој криминален тендер кој оваа влада ќе го направи. Затоа што денес Бугарија е пречка, но во истиот момент станува пречка и кога овие што станцале пасоши на белосветски криминалци ќе примат удар како топовско месо и ќе лежат по смешни 2 години затвор само за да нема одговорност за главата на криминалната мафија, за началниците во Министерството на Спасовски. Затоа што таквите како Рашковски има секоја општина, министерство или предпријатие, 10 пати повеќе од тоа што јавноста го знае. Точно е тоа дека нашиот единствен пат е кон Европската Унија, која мора многу повеќе да се ангажира околу обезбедувањето на нашата европска иднина. И затоа од овде од Слободарски прилеп ќе им порачам, преговори веднаш. Оставете го Заев и тие главоклимачи околу него. Не се тие Македонија. Македонија е овој народ чесен, честит, домакини и домакинки вредни. Ово е народот кој што многу пред вас ги покажувал своите европски вредности и неговото место е таму, за да ја добие заслужената правда. Да добијат и правдата сите оние кои што се неправедно обвинети и неправедно одсудени од ова обвинителство и судство кое што е под целосна чизма на власта на Зоран Заев. Ние бараме правда, а не милост. Правда за стореното, а не да луѓето ги прогласуваме и обвинуваме дека се терористи затоа што не направиле нешто, односно терористи со несторување. Бараме праведно за Пешов, Лазаров, за Горан Леви, Пепиќ, Јане Ченто, Ангелов, Фета Алими, Чавков и сите останати во овој процес.
Не можеме да стоиме мирни доколку на политички монтирани случаи молчиме и одобруваме. Не сум јас да се замолчи на насилството. Но против тоа сум кога поради политички потреби и кампања таквото насилство се смета за тероризам. За да истите тие лежат по 17 години, додека овие со македонски пасоши од мафиите ни светот убиваат и крадат. Македонија денес го живее најтешкото време. Образованието е уништено. Борбата за образование без учебници е всушност борба за милиони во џебовите на овие од власт. Борбата за нов клинички не е борба за здравието на граѓаните, туку да потрошат повеќе од половина милијарда евра скапо заработени пари на граѓаните, раководејќи се од студија скромно напишена на 35 страни. Кога цел свет се бореше да обезбеди вакцини, нашата влада, нашиот министер, премиер се бореа што повеќе провизии да стрпаат во сопствените џебови. А луѓе умираа. Луѓе умираа, губеа здив и умираа во болниците. Јас бев сведок на двајца такви на инфективната болница при клиничкиот центар во Скопје. Едниот го губеше својот живот цел саат. Беше во собата до мене. Беше тешко да се гледа сето тоа. И ми се гади кога ги гледам оние свифтови и договори како сакаат на здравието на граѓаните да стрпаат провизии во своите џебови, да уживаат во луксузни ресорти додека народот за парче леп се бори. Честно заработено парче леп. 60.000 наши сограѓани останаа без работа. Бизнисот трпи несогледливи последици. На народот му треба надеж и визија, домакинско работење, наспроти недомакинско и расипничко трошење. Европа се убавите згради и булевари во Берлин и Париз, но и стандардот во Брисел, економијата во Штутгарт и Минхен. Мора да ги вратиме принципите и стандардите. Мора да има промена, затоа што Зоран Заев брутално паѓа, а сака со него да не повлече сите нас. Тоа нема да го дозволиме. Нема повеќе паѓање, народот не смее да биде повеќе жртва на мафијата. Мора да се ослободи бизнисот, криминалците да одговараат, а на луѓето да им се даде надеж и визија. Ке се борам крвнички за секој еден од вас и заедно ќе градиме се што овие уништија. Македонија ќе го има својот 4. Илинден и ќе биде просперитетна држава. А потоа ќе вратиме надежта дека можело подобро. Ќе удри зората и за нашата земја. А ВМРО ДПМН ќе го има се почесто на улиците, селата и градовите помеѓу својот народ. Македонската пролет се раѓа. Ова се одлучувачки мигови за нашата земја, каде ќе се одлучиме да загазиме подлабоко во мучуриштето или ќе направиме исчекор за оставање на калта позади нас. Ова е ново, но и поискусно ВМРО ДПМН. Со жар, сила и знаење за промени. Мора да се стави забрана за бавење со политика на политичари, за кои било докажано дека погрешиле со криминал или се амнестирани поради криминал. Мора да се бориме силно против корумпирањето на секоја слободна педа, да се испита секое несразмерно богатење на грбот на народот. Не сме владата да биде главниот корумпирач на бизнисите, медиумите, експертите, стопанството. Треба да имаме наша автоктона, автономна елита. Мора да се забрза европскиот пат преку разумна политика која ќе носи резултати. Да му се објасни на народот однапред што можеме, докаде ќе одиме и што ќе направиме. Мора да се врати достоинството на човекот во здравството, да биде главна борба. Каква нова машина ќе направиме, каков нов апарат ќе донесеме, а не дали има дезинфициенци за пациентите и докторите. Тоа треба да се подразбира, тоа треба да е задолжително. Мора да се реорганизира државата на домакински принципи. Доста беше живење на бизнисот во стеги и закани. Доста беше родители кои треперат за своите деца поради експериментите на власта во образованието. Доста е за оваа власт. Таа е завршена. Бројани се деновите.
Тоа распаѓање на кое работеше Заев нас не направи посилни. А сега гледаме дека му чука силно на неговата врата. Но тоа е нивна работа. Наше е да си ја вратиме Македонија. А Македонија има сила и за победи. Има сила и за големи чекори. Да го пресушиме мочуриштето. Да застанеме на нозе и да ја застанеме на нозе државата, нашата Македонија. Така ќе се одолжиме и нападнатите херои. Ќе покажеме образ и достоинство и кононие кои се изборија за ова денеска и сега. А Македонија ќе оставиме на нашите деца потоа. Иднината да биде заедничка, да живее слободна, богата, просперитетна наша Македонија. Ви благодарам.